Начествувањето по повод 80 годишнината од депортацијата на 3350 битолски евреи во логорите на смртта, денеска не дојдоа представници на амбасадата на Бугарија во Македонија, ниту пак од Генералниот конзулат во Битола. Пред споменикот на жртвите од Холокаустот во Битола се поклонија граѓани, политичари, гости од Израел, амбасадори и конзули на повеќе држави, меѓу кои на Германија, Франција, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Покани се упатени до сите амбасади, до сите конзулати, до целиот дипломатски кор. Леви вели дека Европа не смее да дозволи притисок врз Македонија за промена на историската вистина, а провокациите од Бугарија со отворање клубови на докажани соработници на фашистите не водат кон прогрес. Тоа не се билатерални прашања, тоа се мултилатерални прашања за кои треба да биде загрижена и целата Европа и целиот свет. Се знае која е фашистичката оска, се знае кој ги собра невините еврејски жртви. Одбележувањето на 80 годишнината од депортацијата на битолските евреи започна утрово со комеморација во офицерскиот дом, од каде се пренесе пораката: вакво злосторство никогаш да не се повтори. Денеска не им судиме на злосторниците и на нивните слуги. Не. Денеска го чуваме од заборав нивното злосторство за никогаш да не се повтори. Споменот на направеното злосторство е најголемиот кошмар за злосторниците и нивните поколенија. Едно е да наведнете глава од почит, а сосема друго е да ја наведнете од срам, иако и за тоа треба да се има доблест. Од споменикот на жртвите на Холокаустот во некогашното еврејско мало до железничката станица во Битола се одржа и традиционалниот марш на живите, пат што утрото на 11 март 1943 година го минаа пешки битолските евреи пред да бидат депортирани со вагони до Скопје, а потоа до логорот Треблинка. Во нивни спомен, учесниците во маршот на пругата положија цвеќе и камчиња со имињата на еврејските семејства кои никогаш не се вратија дома.